Добар ден на сите. Сакам во мое лично име и во име на интерпартиската парламентарна група за унапредување на правата на ЛГБТ и луѓето да ви се заблагодарам сите што сте денес овде на оваа заедничка средба која што ја организира оваа неформална група во собранието. Денес имаме со нас заедно различни представници од пратеници од собранието, од институциите кои што се релевантни на прашањата за правата за ЛГБТ и луѓето, од граѓанските организации и посебно ми е драго што успеа да ни се приклучи и европратеничката Ким Ван Спарентак и таа е денес со нас и ќе ни ги пренеса искуствата од Европскиот парламент кој што исто така има една интергрупа за правата на ЛГБТ и луѓето. Благодарности до представниците на амбасадите кои што се денес со нас, кои се одзваа на поканата. Од институциите имаме член на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација, од Народното правобранителство и од Министерството за труд и социјална политика, кое што, знаете, е задолжено кога зборуваме генерално за човековите права. Денешната тема на која сакаме да дискутираме е пристап до социјални и здравствени услуги на ЛГБТ и луѓето во Република Северна Македонија. И она што за почеток би сакала да споделам за оние кои не се толку информирани за ова неформална ЛГБТ група во нашето собрание, е дека за прв пат нашата група се формираше во 2018 година, февруари, на иницијатива на невладините организации, бидејќи неколку пратенички и пратеници тогаш заедно со граѓанските здруженија во разговор, размислувајќи како сите заедно да придонесеме за унапредување на правата на ЛГБТ и луѓето во Македонија, дојдовме до идеја да ја формираме оваа група. И еве веќе 4 години групата функционира и во вториот мандат продолжи функционирањето на групата и денеска имаме 15 пратенички и пратеници од различни политички партии кои што се членови на оваа ЛГБТ група во собранието и даваат свој придонес кога зборуваме за прашањата за правата на ЛГБТ и луѓето. Нашите активности како членови на оваа група, како пратенички и пратеници, во изминатиот период беа бројни, мислам дека имаме сите со што да се пофалиме. Дадовме голем придонес во амандманско подобрување на неколку закони, како што беше законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, во кој со амандман на наше барање практично ја внесовме сексуалната ориентација и родовиот идентитет како основ за дискриминација, исто така и во кривичниот законник и она што најмногу сме горди сите заедно, тоа е новиот закон за спречување и заштита од дискриминација кој го усвоивме во собранието и во кој сексуалната ориентација и родовиот идентитет се експлицитно наведени како основ за дискриминација и согласно тој закон се избра и новата професионална комисија за спречување и заштита од дискриминација и ми е драго што имаме и представник денес од комисијата овде со нас. Освен во поглед на менување, подобрување на законската регулатива која ги третира правата на ЛГБТ и луѓето, она што групата работеше, тоа е учество во различни кампањи со цел подигање на јавната свест околу прашањата за говорот на омраза, насилството, дискриминацијата на ЛГБТ и луѓето и во тој контекст продолжуваме и понатаму. Нашите активности и особено кога станува збор за денови за одбележување
на правата на ЛГБТ луѓето, како што е меѓународниот ден против хомофобија, трансфобија, ајдахот, и сега еве месецот на гордоста, и затоа сакавме и во овој период, точно пред утрешната трета парада на гордоста во Скопје, да се видиме сите заедно и да продискутираме на сите оние прашања кои што се важни за ЛГБТ и луѓето. Покрај сите овие подобрувања што се направени во изминатите 3-4 години, сепак остануваат уште многу предизвици пред нас, и како и во подобрување на законската регулатива, особено кога станува збор за трансродовите луѓе, останува обврска на собранието да донесе закон за правно признавање на родот. И секако она што е многу важно е имплементирање на законите, и за тоа сигурно и ќе зборуваме денес, бидејќи не е доволно само да ги усвоиме законите, многу е важно тие да бидат доследно имплементирани, за да навистина ЛГБТ и луѓето ги почувствуваат овие законски подобрувања во својот секојдневен живот, и тоа се разбира опфаќа многу различни области, и од аспект на социјалната заштита, и од аспект на здравствената заштита, вработувањето, бидејќи се уште во многу сегменти се случува и се среќаваат со дискриминација. И особено, она што заеднички го дискутираме во изминатиот период, важно е да се обезбеди превенција и санкционирање на говорот на омраза и делата на омраза, кои што се интензивни, особено на социјалните мрежи. Така што очекувам дека сите овие теми ќе бидат отворени и ќе можеме заеднички сите, и представниците од невладиниот сектор, од самата ЛГБТИК заедница, но и од релевантните институции, се разбира ние како представници на законодавниот дом, секој да придонесе се со цел да и понатаму работиме за унапредување на правата на ЛГБТ и луѓето. Јас сега би дала збор на европратеничката Ким Ван Спарентак да ни се обрати и да ни ги каже искуствата од Европскиот парламент кога станува збор за ЛГБТ и луѓето. Повелете, Ким. Да, ви благодарам. Ми представува чест и задоволство што присуствам овде заедно со сите вас. Прв пат сум во Скопје и навистина сум возбуден од тоа, и исто така ви благодарам на Симона, на Маја и на сите други кои што помогна да се организира овој настан денес и кои што обезбедија толку многу луѓе овде, кои што сите работат на истото и да во насока на обезбедување на еднакво за ЛГБТ, ЛГБТК и заедницата. Знаете, победите кои што ги имавме и борбата која што треба да ја се уште да ја водиме е нешто кое што сакам да ви го пренесам, и се чувствам многу топло да ги посетам каде и да се ЛГБТ и групите каде и да е, затоа што некојаш луѓето мислат, се смеат за тоа дека за постоењето на ЛГБТ и заедницата. Ние навистина сме заедница и се бориме за некаква кауза, и навистина е убаво да се чувствам така насекаде каде што ги посетувам ваквите групи, па ви благодарам што истото чувство ми го предизвикавте утрово. Многу е важно да дискутираме меѓу себе за начинот на кој што се бориме за нашите права и да видиме како можеме да се зајакнеме меѓусебно, и затоа што гледаме дека има луѓе кои што сакаат да ги одземат нашите права, а ние пак сакаме да ги унапредиме. Тие соработуваат заедно, ги копираат законите за ЛГБТ и меѓусебно, и треба да видиме дека
не само што ги прифаќаме, туку сме и подобри во тоа, а не само да копираме туги закони, па ви благодарам уште еднаш, навистина ми е чест што бев поканета да присуствувам на парадата на гордоста и да видам како се работи на еднаквоста на овие лица и се надевам дека ќе сретнам уште многу други борци за ЛГБТ и правата. И исто така мислам дека силната страна на интерпартиската група за ЛГБТИ се состои во тоа што некогаш можеби ние се бориме за истите права, но на различни теми можеби не се согласуваме секогаш кога станува и можеби не припаѓаме на иста политичка идеологија. Оваквите интерпартиски групи овозможуваат борба за истите теми меѓу припадници на различни идеологии, кое што е исто одлично. Јас се борам секојдневно на оваа тема, можеби на начини кои што не се видливи, се разбира за еднакви права, брачни права е нешто кое што е очигледно, но можете да најдете други закони каде што можат да се подобрат човековите права, особено на ЛГБТ лицата, например работа многу на дигитализација и на вештачка интелигенција. Вештачката интелигенција не звучи нешто како нешто што има некаква врска со квир заедницата, но работиме на тоа транс лицата да не бидат дискриминирани од компјутерите. И навистина е интересно да се слушне од вас дека и вие, дека има луѓе овде кои што работат на тоа. Тоа се некои нешта кои што се чинат маргинални, но исто така и мене ми изгледаат како клучни во борбата за еднаквост. Како што реков, постојат определени закони, антидискриминацијски, имаме закони за семејствата на виножитото, за да може сите да бидат признаени во сите земји членки на ЕУ. Дебатираме со владите, дебатираме кога правата на ЛГБТ и лицата се прекршени. Мислам дека едно од клучните нешта кои што ги направивме во последните години е да покажеме солидарност со луѓето во Европскиот парламент, особено за тие земји каде нивните парламенти не се борат за нив, туку се обидуваат да им ги одземат правата, како например во Унгарија, каде имавме дискриминаторски закони и слободни зони против ЛГБТ и лицата во Полска, например. И ова е за кое што се залагаме и можете да ни се осврнете. Ако владата не се грижи за вас, вие може да ни се осврнете нам. Ние ги представуваме луѓето кои што можеби не се чувствуваат представени од страна на политичарите на пониско ниво во политичкиот естаблишмент. Мислам дека она што го гледаме овде е дека има уште многу работа пред нас. Гледаме дека постојат многу наративи против правата на ЛГБТ и заедницата. Мислам дека некој го доживува тоа како некаква ултразападна филозофија. Тоа го видовме во имејловите кои ги добивавме. Имаме антиродови заедници, имаме фондации кои што внесуваат многу средства во борбата против ЛГБТ и заедницата и мислам дека мислам дека е добро што законодавството кое што сагате да начално да го промените се однесува на кривичните дела од омраза и мислам дека е одлично што почнувате од тоа, затоа што ако не можат да бидат казнети луѓе кои што го употребуваат тоа, ако не бидат казнети, ништо нема да имаме некакви резултати. Мислам дека во Холандија имавме такви случаи. Знам дека Холандија сите ја гледаат како одлично место, совршено место каде сите имаат права. Ние бевме пионери и тоа беше неверојатно. Јас бев 10 годишна кога еднаквите брачни права влегоа во мојата земја и ја прашував мајка ми што се случува и таа ми кажуваше дека тие луѓе се срекни, влегуваат во брак и така натаму и мислев дека е одлично, а подоцна
Майка ми ме прашуваше дали нема да се омажиш во фустан или така натаму. Тоа беше единственото прашање што ја се кира неа во тој момент. Не се грижеше дали ќе имам нормален живот, дали ќе најдам љубов или така натаму, и тоа беше едно позитивно чувство кога нештата ќе се нормализираат во една земја, но сега не е таков случајот во Холандија, па тоа се нешта едно од нештата на кои работиме во Европскиот парламент со Зелената партија исто така е да се обидаме да воведеме забрана на терапијата на промена на полот, на кое што постојат струи кои што сакаат да ги сметаат за болест. Ние не се согласуваме. Има луѓе кои што заработуваат пари, многу пари од тоа што велат дека ние всушност сме болни, и мислам дека уште едно важно нешто кое што го правиме е работата на ЛГБТИ стратегијата, со кој што се обидуваме да имаме исти закони, исти минимални права за против ЛГБТИ омразата низ сите европски земји. Мислам дека навистина имаме одлични полски студенти кои што воспоставија образовен систем кој што е пријателски настроен кон ЛГБТИ заедницата, како на пример Yelp платформата, каде можете да направите колку било нешто одлично. Тие направија такви платформи за нивните училишта и младите луѓе во Полска всушност можат да покажат дали нивното училиште е пријателски настроено, ако потврдат дека нивните учители, дека нивните наставници кога објавиле дека се хомосексуалци биле прифатени и така натаму. Ова може да се имплементира низ секоја земја, па така се уште има многу работа напред. И мислам дека ако го погледнеме случајот со Северна Македонија на индексот Rainbow, тоест на индексот на виножито и чекорите кои што ги земете, напредокот оди бавно, но мислам дека навистина имате направено доста работи низ годините и мислам дека тоа е многу позитивно, и сметам дека фактот дека загрижувачки е податокот дека имаме говор на омраза од поконзервативните групи, но исто така гледаме дека колку повеќе напредок постигнуваме, посилни стануваат тие гласови, но не стануваат поголеми, туку само погласни. Па на некој начин никогаш не заборавајте дека кога омразата против ЛГБТ кои станува посилна, кога ние стануваме посилни и кога ние стануваме погласни. И мислам дека тоа треба да го памтиме секогаш. И конечно мислам дека нешто кое не треба да го игнорираме во врска со Северна Македонија и правата на ЛГБТИ. Би сакала да ја нагласам мојата навистина силна поддршка за пристапувањето на Северна Македонија во Европската Унија. Мислам дека навистина е огромна борба тоа и е фрустрирачки да се види истото и од наша страна. Како Зелена партија ние сме навистина јасни дека вие припаѓате на европското семејство и не треба да им дозволуваме на други земји да користат процесот на пристапување како една форма на уцена, и мислам дека тоа е неприфатливо, и мислам дефинитивно да ви ветам дека како Зелена партија ќе се обидеме на секој начин да го забрзаме процесот за да можете да го започнете пристапниот процес, или не знам што се има случено во последниот час, затоа што се ми се чини дека е доста релаксирано. Не сум добила никакво известување дека има некаква промена, но ние сакаме да бидете дел од европското семејство, затоа што ве гледаме како европско семејство од име на Зелената партија во Европскиот парламент. Ова го тврдам, па навистина се радувам што сум овде. Ајде да ги славиме нашите различности и затоа што ни е дозволено да славиме и да ги прославиме нашите победи, затоа што имаме уште многу пред нас.
и благодарам. Thank you, Kim, so much for sharing these experiences from your group in the European Parliament and the progress you have made. Да бидат убави примери и поттик и за нас. Она што еве за мене хайлайт и мислам дека е важно за ЛГБТ и заедницата кај нас е она што го истакна во смисол колку напредокот на правата на ЛГБТ и луѓето е посилен и прогресот е поинтензивен, толку се зголемува и говорот на омраза, односно станува погласен. Мислам дека е тоа многу инспиративно за сите кои што се и дел од заедницата и кои што даваат поддршка на ЛГБТ и луѓето, бидејќи навистина еден од најголемите можеби проблеми со кои се сретнуваат ЛГБТ и луѓето се токму тој говор на омраза. И секако благодарам многу за поддршката, за започнување на преговорите за Северна Македонија со Европската Унија. Ние сме во комуникација како зелени и да, мислам зелените се една од групите која е многу чиста од секогаш со јасен став по тоа прашање дека билатералните проблеми не треба да се внесуваат во преговорите и дека треба билатерално да се решаваат тие прашања и дека ние заедно со Албанија заслужуваме веднаш да започнеме преговори. Уште еднаш благодарам Ким и секако ќе бидеме овде заедно понатаму и за дискусија и прашања кои имате. Сега би сакала да ја поканам Ирена Цветковиќ, извршна директорка на коалицијата Маргини. Тоа е невладина организација која што помеѓу другите активности работи во делот на човековите права и ЛГБТ и луѓето. Наш соработник во парламентот овде со нашата група. И еве пред да ти дадам на збор, Ирина, сакам уште еднаш да им се заблагодарам на сите граѓански организации, бидејќи навистина без нив нашата работа во парламентот ќе беше практично невозможна. И сеот овој прогрес за кој зборуваме и се она што понатаму не чека е резултат само на заедничките активности и особено на експертизата, посветеноста и достапноста на граѓанскиот сектор. Ирена, повели. Ти благодарам, Маја. Почитувани пратеници, почитувана пратеничка од Европскиот парламент, представници на меѓународната заедница, на институциите и секако другари и другарки од граѓанското општество. Најпрво ви благодарам за можноста денес да разговараме за унапредување на пристапот до социјалните и здравствени услуги за ЛГБТ и заедницата во Македонија и тоа токму тука во собранието на нашата држава. Некако на еден ден пред парадата, мислам дека е важно да ве потсетам, затоа што често знаеме да го забораваме ова, дека имаме на што да бидеме горди, имаме што да прославиме, затоа што верувам и знам, и тоа го покажало искуството, дека само со упорна работа, иако ситни, сепак континуирани чекори напред, единствено можеме да стигнеме до долгорочните реформи за кои што се залагаме. И јас сакам да пренесам еден дел од оние мали успеси кои што забораваме да ги славиме. Од недела на гордоста, пред неполна декада, која почнавме едва и 30 на луѓе, затворени, мртви и сплашени во ЛГБТ центарот во Чаршија, додека маскирана група на луѓе го кршеше центарот и пробуваше живи да не запали внатре. Последните 3 години сме на улиците на главниот град. Сме илјадници, сме горди, со исправени глави, со надеж и оптимизам и ведри и спремни за борба. И сето тоа е постигнато, пак ја кажам, за помалку од 10 години. Од неколкумина што се броевме на прсти, Кочо, Ирена, Жаре, Најче, Славчо, сега сме стотици кои јавно говориме и застапуваме за општество во кое сите се еднакви, без разлика на сексуалната ориентација и родовиот
идентитет, и овие стотици луѓе имаат храброст да излезат јавно да го кажат ова. И тоа е исто постигнато за една декада. И уште една работа. Тука сме во парламентот, каде што пред 10 години, кога добивме еднаш можност да дојдеме и да застапуваме за правата на ЛГБТ заедницата, добивме затворени врати и шеги од одредени пратеници дека ако влеземе, ќе мора да седат со грбот уза зид. Тука ги цитирам. Денеска немаме пратеници уза зид, денеска сме сите заедно тука и можеме да кажеме дека имаме интерпартиска парламентарна група за унапредување на правата на ЛГБТ луѓето, во која членуваат представници на речиси сите политички, односно пратенички групи. Колку и како неважно, важно е дека се тука. И ова е постигнато за помалку од 10 години. Сепак, нема да заборавиме дека се додека секој еден не е еднаков, никој не е еднаков. И нема да заборавиме дека одредени прашања се уште стојат отворени и за нив верувам ќе збориме понатаму. Јас само да подсетам дека трансродовите луѓе мора да добијат правото на усогласување на ознаките за пол во личните документи со нивниот родов идентитет и да подсетам дека не е веќе прашање дали и зошто, туку кога. Понатаму, државата и институциите мораат да гарантираат безбедност на секој еден ЛГБТ човек, особено на секој еден ЛГБТ млад човек и особено во образовните институции. И ово го кажувам затоа што во ова собрание сме за жал сведоци на морализаторски дебати, а јас инсистирам дека мора што поскоро да сите заедно работиме на тоа, нашите училишта да станат безбедни простори за нашите деца, да станат места каде што ќе ги развиваме демократските капацитети на идните генерации и каде што младите луѓе ќе имаат можност да го развијат својот целокупен потенцијал, наместо да ги поминуваат своите формативни години во простори кои што се арени за борба, навреди и насилство. И трета работа, јас сметам дека политичарите морат недвосмислено да ја артикулираат својата позиција. И тоа јавно. Или се за еднаквост и права, или се за насилство и дискриминација, тука средина нема. Ние сме свесни дека живееме во затворено општество, свесни сме дека живееме во општество во кое што насилството, омразата, стравот, контролата доминираат, но свесни сме дека овие работи можат да се сменат. Ние знаеме во каков свет, во какво општество сакаме да живееме, знаеме како треба да изгледа тоа општество и прашање кој сака да се приклучи на нас во таквата борба. За крај нека ни е честит месецот на гордоста, нека ни е со среќа утре на парадата и верувам дека од јули да одмориме малку, од август понатаму ќе продолжиме да работиме на овие реформи. Ви благодарам. Ти благодарам, Ирена. И сега би сакала да продолжиме со представничката, односно државна советничка за еднакви можности во Министерството за труд и социјална политика, Елена Гроздановска, која што ќе ни ја презентира стратегијата за еднаквост и недискриминација. Елена, повелете. Благодарам. Добар ден на сите и од мене. Поздрав до председателката на интерпартиската група, пратениците, представниците и колегите од граѓанските организации, од институциите и секако добре дојде на Европратеничката. Би сакала само да во име на Министерството за труд и социјална политика да ја поздравам ова средба и како што рече и Европратеничката претходно и Ирена, ваквите средби навистина се потребни и треба почесто и поконтинуирано да се реализираат во насока на дискусии за отворени прашања со конкретни иницијативи и предлози, се во насока на ефективно спроведување на Законот за спречување и заштита од дискриминација. И тука би сакала само уште еднаш да потенцирам дека овој процес и овие резултати
за кои што зборуваше и Ирена претходно, дека се долгогодишни, едно подсетување, значи со овој процес на унапредување на законската регулатива започната од далечната 2008 година, што значи дека помина еден, би рекла, добар период на она што значи информирање, обука, едукации на представничките од јавниот сектор, од државниот сектор и се разбира и на граѓанските организации, се со цел да станеме сите сензитивни и да разбериме дека се работи за рамноправни граѓани на оваа држава кои што треба да ги почитуваат сите права согласно Уставот и законската регулатива. Јас направив еден краток концепт во врска со она што значи Националната стратегија за еднаквост и недискриминација и ако ми дозволите само во интерес на времето, јас би поминала кратко преку него со тоа што доколку има дополнително одредени прашања во врска со стратегијата и сето она што подоцна ќе следи, и јас сум на располагање да одговорам. Значи, оваа стратегија, со изработката на оваа стратегија за еднаквост и недискриминација со временска рамка 22-26 година, Република Северна Македонија продолжува посветено да ги спроведува врските преземени со ратификација и пристапување кон меѓународните конвенции и договори во областа на човековите права и слободи врз основа на начелото на недискриминација. Значи, оваа стратегија се надоврзува на претходната, согласно структурата и поставеноста од 2016-2020 година, потенцирајќи го фактот што согласно резултатите од евалуацијата која што беше направена за незиното ефективно, ефикасно спроведување, беше оцената дека е добра, меѓутоа релативно добро беше спроведувањето на таа стратегија, што значи дека тука мора да потенцирам и беше нагласено од експертката согласно методологијата која што ја подготви и ја правеше оваа евалуација, дека пречки и причини за овој резултат беше всушност и ковид ситуацијата, која што нели сите знаеме дека имаше влијание врз реализирањето на активности не само од овој домен, туку и од други области. Со усвојувањето на овој документ кој што се случи пред нецели 2 месеци, кој што е 4ти поред, значи како што кажав, се воспоставува широка стратешка рамка која ги обединува сите области на делување за постигнување на еднаквост и недискриминација. Зацртаните мерки и активности во стратегијата потврдуваат дека нашата држава уште еднаш и јасно се определува за превенирање и сузбивање на стереотипите, елиминирање на предрасудите и воспоставување еднакви можности, еднакво пристап за сите во сите сфери на јавниот и приватниот живот. Оваа стратегија ги зема во предвид сите основи на дискриминација во согласно со Законот за спречување и заштита од дискриминација и концепцијски се однесува на дискриминација во сите области групирани во работа, работни односи, образование, наука, спорт и култура, социјална сигурност, во кој што спаѓаат нели заштита, пензиско и инвалидско осигурување и здравство, правосудство и управа и пристап до добра и услуги. Исто така земени се во предвид и препораките од меѓународните организации за човекови права, односно од извештаите на овие меѓународни организации. Определени се конкретни задачи и активности на краток и среден рок за унапредување на целите и спроведување на мерките кои ќе бидат одредени, значи предходно беше планирано и договорено да се спроведуваат во оперативни планови, во изработка на оперативни планови со цел поефикасно реализирање на овие активности, но согласно заклучокот на владата на Република Северна Македонија, откако беше освоена оваа стратегија,
ние добивме заклучок да подготвиме национален план за спроведување на стратегијата и во меѓувреме веќе постапуваме согласно овој заклучок. Доставивме писмени барања за номинации на представници од институциите и од граѓанскиот сектор и секако и овој акцијски план ќе биде изработен на транспарентен начин со учество на сите одговорни субјекти, граѓанските организации и меѓународните организации. Оваа стратегија, односно изработката на оваа стратегија, би сакала да потенцирам и исто така да се заблагодарам, беше изработена со поддршка на мисијата на ОПСЕ во Република Северна Македонија во рамки на проект во кој што се реализира и ред други активности, како што е изработка на еден приручник, кој што е наменет за вработените во државните и во јавните институции. Се надевам дека овој приручник ќе биде уште една дополнителна алатка за она што значи почитување на принципите на недискриминација и правата на сите граѓани. И процесот на стратегијата исто така се изработи преку широк консултативен и транспарентен процес и се, како што кажав, беа земени во предвид извештаите на сите меѓународни организации, граѓанските организации во Република Северна Македонија кои што се занимаваат со прашањето на еднаквост и недискриминација. По однос на она што значи реафирмирање, она што значи принципи, стратегијата се заснова пред се на принципот на законитост, јавност, транспарентност, одговорност, отчетност и меѓусекторска соработка. И сите овие принципи всушност се дел од стратешките цели кои што се превземени од претходната стратегија, а кои што се однесуваат на унапредување на правната рамка за еднаквост и недискриминација, за која што податоците од евалуацијата покажуваат дека поголем дел од законската регулатива во нашата држава треба да се хармонизира со Законот за спречување и заштита од дискриминација и тоа во моментот се прави со поддршка на Канцеларијата на Советот на Европа во Република Северна Македонија. Има повеќе од 12 закони кои што треба да се хармонизираат со Законот за спречување и заштита од дискриминација. Исто така останува и понатаму стратешката цел за она што значи зајакнување на капацитетите, унапредување на работата и координацијата на институционалните механизми за спречување и заштита од дискриминација и промовирање на еднаквите можности кои што се многу битни и треба да се спроведуваат во континуитет, токму поради фактот за кој што зборуваше европратеничката и председателката на ова работна група, елиминација или превенирање на говорот на омраза или, ако сакате, криминал или насилство од омраза, затоа што и резултатите од евалуацијата покажуваат дека многу малку граѓаните во нашата држава, особено во надвор од Скопје, особено во руралните средини, се запознати со она што значи недискриминација и почитување на човековите права. Третата стратешка цел од оваа стратегија е подигнување на јавната свест за препознавање на формите на дискриминација и промовирање на концептот на недискриминација и еднакви можности, кој што, како што кажав, представува сериозен проблем и оваа втора и трета стратешка цел всушност се поврзани од аспект на тоа што значи дека доколку сакаме ефикасно спроведување, мора да ги зајакнеме капацитетите на институционалните механизми, како што е и оние институции кои што се занимаваат со оваа проблематика, особено Комисијата за спречување и заштита од дискриминација, исто така секторот за еднакви можности во Министерството за труд и социјална политика, каде што постои посебно одделение за оваа проблематика, но сепак човечките и финансиските ресурси, морам да кажам дека не се доволни и токму на крајот сакам да ги поздравам граѓанските организации кои што се занимаваат со оваа проблематика во смисла на тоа дека во партнерски односи можеме да спроведуваме континуирано обуки,
дебати, кампањи и така натаму, се со цел постигнување на заедничката цел. Како што кажав, со оглед на тоа дека во агендата стои дека треба да го презентираме акцијскиот план, значи тој ќе биде изработен до крајот на септември, а по однос на она што значи спроведувањето на активностите согласно програмата на Министерството и стратешкото планирање, ние и понатаму продолжуваме да работиме на овој план и да ги поддржуваме граѓанските организации и соработката со сите институции на централно и локално ниво. Ви благодарам. Ви благодарам и јас, Елена, за презентацијата и еве и тоа е една од целите на оваа средба во заедничка дискусија и соработка да се вклучиме сите и ние како пратеници, вие како представници од релевантните институции, граѓанскиот сектор, така што мислам дека е тоа најдобриот начин како да стигнеме до подобри законски решенија и стратегии и акцијски планови. Ви благодарам уште еднаш за презентацијата и сега би му дала збор на представникот од Комисијата за спречување и заштита од дискриминација, Исмел Камбери, кој што е член на комисијата и ќе ни презентира практично случај со интерсекцијска дискриминација кон ЛГБТИ луѓето кои што се пријавени до комисијата. Повелете, Исмел. Благодарам, пратеничке. Почитувани пратенички, пратеници и представнички и представници од граѓанските организации. Моето име е Исмел Камбери, член на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација и од февруари изгласа на мнозинството на другите членови, сум и заменик председател на оваа комисија. Ќе се обидам да бидам краток, но концизен да представам нашата работа во однос на работата со борбата против дискриминацијата спрема представниците на ЛГБТ и заедницата. Нашата комисија вкупно има утврдено 25 случаи на дискриминација кон ова маргинализирана група. Од овие 25 случаи, 21 се поврзани со вознемирување како облик на дискриминација, додека останатите 4 се утврдени како директни дискриминации. За оние кои што можеби не знаат, вознемирување според нашиот закон наједноставно кажано е облик на дискриминација преку која што се вознемирува, се омаловажува некој или се создава одредена непријатна ситуација врз основа на некоја дискриминаторска основа. Вознемирувањето според нашите случаи најчесто се случува на социјалните мрежи, особено на социјалната мрежа Facebook, односно имаме 19 случаи каде што имаме утврдено ваква дискриминација, тоест вознемирување, и 2 случаи кои што ги имаме на интернет порталите. Кога збориме за порталите, може би знаете, тие не спаѓаат под она капата на медиуми, што значи дека правилата не важат исто како што би значеле за новинарите, односно традиционалните новинари. Ние, иако имаме склучено меморандум за соработка со Советот за етика за медиуми, сепак не сме во можност директно да влијаеме или да ги казнуваме, условно кажано, овие представници на порталите. Зошто? Прво, позади нив некогаш не се знае кој стои. Ако употребе некои дигитални алатки преку ХУИС, за оние кои што се разбираат, иако ќе најдеме некоја адреса позади некој кој што стои, ако дојдеме до моментот на поведување на прекршочна постапка, автоматски судот за прекршоци ќе ни бара матичен број за тоа лице или адреса на живење или нешто слично за кој што ние немаме законска можност да го добиеме како комисија. За оваа цел склучивме меморандум за соработка со Министерството за внатрешни работи, кој што ни дава одредени поdatоци, но за да ги добиеме тие поdatоци треба да знаеме, например, име или презиме на родителите на тоа лице, што повторно се вртиме во круг кога ние треба да поведеме прекршочна постапка и за да ја оствариме заштитната улога на нашата комисија. Вториот проблем, да се навратам на вознемирувањето на социјалните мрежи,
Еден од критериумите за да се понесе представка е да се знае адресата на потенцијално дискриминатор. И сега, вие ако сте граѓанска организација или обичен граѓанин, како вие би ја знаеле адресата на потенцијален дискриминатор, на оној кој што пишува се и се што на социјалните медиуми? Токму пред некој ден пишував мислење, ќе ја кажам реченицата, еден се изразува спрема ЛГБТ заедницата со зборовите умрите кучиња, ќе ви дојде крајот на вас. И од тој еден коментар надолу се шири толку говор на омраза, која што станува непоносли, па се оди кон говор на омраза и кон ромската заедница преминува, значи како ќе фатат од една страна до крај, значи доаѓаме до Холокаустот, сите треба за вас Холокауст и слично. И сега тука е втората правна дилема која што ја имаме во комисијата, која е границата помеѓу вознемирување според нашиот закон и говорот на омраза согласно кривичниот законник. Говорот на омраза како област во кривичниот законник може да се најде не директно, но индиректно во неколку кривични дела. Дали се тоа, тука ги имам запишано, значи предизвикување омраза, раздор врз нека дискриминаторска основа, загрозување на сигурност, ширење расистички ксенофобичен материјал и така натаму и така натаму. И тука нашето мислење е дека кога имаме потежок говор на омраза, мора да се извести јавното обвинителство. Јавното обвинителство има компетенции, односно авторитет и законска надлежност да даде налог на сектор на компјутерски криминал во Министерството за внатрешни работи и тие преку Facebook да го контактира за да се добијат метапаратоци и други паратоци за да се стигне до вистинскиот идентитет на ова лице. Ние за жал како комисија немаме толку можности за да действуваме во ова насока. Кога при нашите разговори со овој сектор за компјутерски материјал ни вела дека тие само работат по налог на јавен обвинител. А друг проблем која станува за социјалните мрежи е имаме голем број на страни кои што се администрирани од непознати сторители, од непознати луѓе кои што се дискриминатори, шират сериозен раздор спрема сите заедници, не само ЛГБТ, значи буквално сите маргинализирани групи. Во оваа насока исто сакаме и ние како комисија, но во соработка со граѓанските организации, да ствариме соработка и со Академијата за јавни суди и обвинители, да се спроведат обуки или сензибилизација за да ги процесираат овие кривични пријави кои што стигаат за говор на омраза на социјалните мрежи. Во однос на директната дискриминација во областа на пристап до јавни добра и услуги имаме два случаи. Првиот случај е кога трансродово лице му е одбиен пристап до лек во аптека во Скопје само поради тоа што е трансродово лице, бидејќи барало лекови за хормонална терапија за кои што имало рецепт, но аптекарката кога го видела тоа лице почнало да му се смее или да го омаловажува, па се создало непријатна ситуација поради другите натре клиенти кои што биле на аптеката и тоа трансродово лице си заминало видно вознемирено и навредено. Во оваа насока ние како комисија дадовме препорака таа аптека да спроведе обука интерна за сензибилизација на нивните работени во однос на овие маргинализирани групи. Втората директна дискриминација во областа на пристап до јавни добри услуги е кога во еден трговски центар јавно изложени во продавница биле објавени маечки со надписи Стоп ЛГБТ, анти-ЛГБТ и така натаму. Веднаш по пријава на загрижен граѓанин направивме увид, разговаравме со собственикот на таа продавница и тие мајци беа веднаш трнати од излогот. Третата директна дискриминација е во областа на работата и работните односи, кога трансродово лице било избркано од работа поради тоа што е трансродово лице, во смисла на тоа дека прво газата го омаловажувал и го вознемирувал пред неговиот внук ова трансродово лице во смисла на разговори ти ќе бидеш дедо или баба кога ќе пораснеш, па му давал намерно да носи облека која што не му е пријатна и така натаму. Дадовме препорака тоа лице да се извини на другото трансродово лице и да го врати на работа, но ова
дискриминираното лице не кеше да се врати бидејќи нормално не сака да се враќа во таква средина. И четвртата директна дискриминација беше по службена должност, односно и по представка, мислам дека беше на коалицијата Маргини, во однос на учениците на социологија за трета година гимназијско образование, каде што имаше сериозно вознемирувачки содржини, хомофобични, трансфобични, родово вознемирувачки, полово и така натаму, во комуникација и со Министерството за образование за наука, Министерството за образование и наука, но и комисијата која што ги одобрува овие учебници, разговаравме тој учебник веќе од наредната година да не се употребува во нашето образование и за истото да се направи ревизија. Секако имаше и тужба за дискриминација во однос на ова и судот го одби нашето замешување како странка во постапката во судската постапка и затоа не даде некое добро образложение зошто ние не треба, иако го признаваат нашиот правен интерес, сепак според нив не е целисходно ние да присуствуваме како странка во постапката во таа тужба. Генерално, ова се главните дилеми кои што ги имаме и комисијата, иако се соочува со, да речеме, недоволно капацитет, особено човеков капацитет за работење по предмети, сепак се трудиме да одговориме на потребите на сите граѓани и секако остануваме отворени за соработка со сите граѓански организации, со представниците на парламентот, во насока и на подобрување на легислативата, но и во насока на наш придонес кон подобра изработка на закони согласно нашата надлежност. Ви благодарам. Ви благодарам, Исмел, за оваа детална презентација. Мислам дека е важно, може би ние што сме овде повеќе упатени во темата и имаме повеќе информации, но секако не овие детали што ги изнесовте, но за јавноста е многу важно, бидејќи многу често се добива нели прашањето, па што сакаат ЛГБТ луѓето, исти се, законите важат за сите подеднакво, што е различно. Ова се добри примери кои што еве вие како представки до комисијата сте ги добиле дека се случува навистина дискриминација и вознемирување и говорот на омраза. Ви благодарам посебно околу тој дел, веројатно ќе треба да се сретнеме на посебна средба да направиме по ова прашање за да видиме што ние како пратеници можеме да измениме во законската регулатива, затоа што некако се вртиме во некој маѓепсан круг околу дали е тоа правната регулатива несоодветна или постапувањето, сензибилизираноста, се согласувам, и ние можеме тука да помогнеме во смисол на некои обуки, обезбедување финансии преку некои буџетски средства и така натаму, ама мислам дека ова е навистина горлива тема и не само за ЛГБТ и луѓето дефинитивно, ама треба да најдеме начин како посериозно да се справуваме со говорот на омраза и особено во делот на санкционирање. Се согласувам тука, јасно МВР, обвинителство, судство, додека не се санкционира говорот на омраза, едноставно ќе се охрабруваат да го повторуваат тој говор на омраза и делата од омраза, се разбира, така што нема дилема околу тоа дека мора да се сензибилизираат надлежните институции и конечно да започне говорот на омраза да се и делата од омраза да се санкционираат. Уште еднаш многу ви благодарам и сега би сакала да му дадам збор на Денис Арслановски. Кај ми е Денис? Фала. Така. Денис ќе зборува за предизвиците во пристапот до социјалните и здравствените услуги за ЛГБТ лицата. Инаку е активист за правата на ромите, ЛГБТ и луѓе од Битола. Денис, повелете. Благодарам за можноста. Денес ќе зборувам во името на многу луѓе кои не можат да бидат присутни тука. Ќе почнам, јас додуша не бев баш многу во текст со темата, мислам баш со топикот, али во ред ќе се потрудам да стојам во рамките.
Најмногу ќе се обратам до луѓето кои немаат разбирање, пратениците и представници од институциите кои не се поддржувачи. Мојот говор е спрема нив, не е спрема поддржувачите. И ќе почнам која е сличноста меѓу бојата на очите и сексуалната ориентација. И со двете се раѓаме, немаме избор. Тоа го добиваме, го стекнуваме од раѓање, а никој не ги не ја сменил бојата на очите во текот на животот, така да не е невозможно некој да смени сексуалната ориентација или родовата да речам определба. Што значи тоа воопшто не остава простор да се дебатира прифаќањето на нечија сексуална ориентација. Јас денес ќе зборам за ЛГБТ и ромите. Проблемите на ромската заедница генерално се огромни, деки во 21. век се уште значителен број на роми, и тоа најмногу во градовите, се уште немаат пристап до чиста вода, немаат пристап до електрична мрежа, во ромските мала ретко се гази асфалт, огромен е процентот на невработеност, сегрегација во образование, осипаност во образование, многу мал број на вработеност, мал степен на описменетост, институционална дискриминација, лица без лична документација, огромен е бројот. И кога на се тоа ќе ја додадеме стигмата и дискриминацијата која ова општество ја гаи спрема родовите и сексуалните малцинства, слободно можам да кажам дека добар дел од ЛГБТ или ромите живеат и позади маргините. Деки тие се неприфатени дури во нивната етничка заедница, а не па од целокупното општество. ЛГБТ и ромите секојдневно се соочуваат со двојна дискриминација. Се борат да обстанат, соочувајќи се со двојните предрасуди кои ова општество ги гаи и спрема ромите, и спрема ЛГБТ и луѓето. Проблеми се многу, добар дел од нив набројав. Ќе кажам еден најскор пример за едно транс лице, припадник на ромската етничка заедница, кое за жал, јас го познавав подолго време, знаев дека нема лични документи, не знаев дека воопшто нема лични документи. Сега во моментот се соочува со здравствен проблем и нема пристап до здравствена заштита и здравствени услуги, само поради тоа што во текот на незиниот живот таа не верувала во институциите дека ќе добие соодветен, да речам, соодветна услуга и најмногу се плашела од односот кој ќе го добие. И немаше ни храброст, немала, тоест ни храброст до сега да се обрати до институциите и покрај охрабрувањето и поддршката која ветувавме, и јас како активисти и невладините, сите невладини излегуваат во пресред, но храброста не можам јас или било кој некому да му ја дадеш. Храброста доаѓа однатре. Што бараме од институциите? Бараме да се спречи говорот на омраза. Кој ми е мило што сите истото го... Мислам, не ми е мило што зборуваме за тоа, али мило ми е што сите се согласуваме дека и на вистина се присутен. Социјалните мрежи буквално претекуваат од омраза спрема ЛГБТ и луѓето и спрема ромите. Тоа ги преплашува луѓето. Тоа ги обесхрабрува луѓето. Тоа го видовме по примерот што претходно го спомнав. Говорот на омраза креира култура на омраза, култура на исклучување и непочитување. Говорот на омраза креира некултура. Тоа мора да се спречи. Ќе скратам, пошто има многу. Младите се најискапоцениот ресурс, човечки ресурс на било кој општество. За жал многу надвор од ЛГБТ и ромите, ќе зборам сега во моментов за ЛГБТ и луѓето, генерално. Младите се најскапоцениот човечки ресурс на оваа млада држава и за жал мислам дека многу лошо менаџира државата со тој скапоцен ресурс, бидејќи многу млади ЛГБТ луѓе
кои се капацитетни, влажувале, се образувале, стекнувале вештини и знања, ја напуштаат оваа држава и одат во други држави, каде што таму го даваат нивниот придонес, како професионален, така и човечки, само за да се чувствуваат прифатено, почитувано и да живеат достоинствен живот. Мислам дека општество како нашето, кое се бори со наталитетот, на тоа треба да стави вистина добар акцент, бидејќи ние губиме скапоцен ресурс секојдневно. И сите млади луѓе, 90% можам да кажам, дека младите луѓе, ЛГБТ младите луѓе, имаат цел да ја напуштат оваа држава. Луѓето се плашат да го пријават насилството. Се плашат дека ќе бидат откриени во полиција од службеникот или многу ме мило што слушнав дека има значителен број на пријави до Комисијата за спречување на антидискриминација. Тоа е многу позитивна промена. Исто така ме радува и прирачникот кој го чув од Министерство за труд и социјала, но мора да додадам дека прирачник донесен во институција фаќа прашина. Тој прирачник треба некој да го отвори, да го учи, да се едуцира. Службениците немаат време, немаат ни обврска, искрено. Така да мислам дека треба да се работи многу повеќе на обуки за сензибилизација, па дури јас и би ги, ние сме некако и генерално луѓето така функционираме, треба да се обременат, да положат некаков испит и да се стекнат со сертификат дека ги познаваат човековите права за да можат да работат со луѓе, бидејќи многу службеници не ги почитуваат човековите права по еден куп основи. А за ромите и ЛГБТ тој веќе толку навлезено во општеството што е нормално, дури навредите кога некој сакаме да го омаловажиме, ги користиме, да речам, навредливи зборови кои ги користиме за ромите и ЛГБТ луѓе. Тоа толку длабоко е навлезено во културата што вистина треба уште години работа за тоа да се искорени. Ви благодарам за можноста да зборувам и сакам само последна порака да испратам дека бараме да живееме со почит, достоинство и целосно прифаќање не за 20 години, не во некоја западна држава, туку овде и сега. Ви благодарам. Ти благодарам, Денис. Многу ова е навистина многу значајна тема за ромите ЛГБТИ кои што се двојно дискриминирани. Ви благодарам што споделивте еве вакви лични примери. Мислам дека тоа помага и на пратениците, но и на вработените во институциите да ги слушнат овие трагични, би рекла, животни искуства и приказни на луѓето и тоа е еден начин на сензибилизирање и разбирање на положбата на другите и дека е навистина важно сите ние да придонесеме да тоа не се случува и да едноставно сите луѓе имаат достоинствен живот без разлика на било која различност. И ви благодарам и за упатената забелешка во однос на сензибилизирање на институциите, на вработените. Мислам дека еве сите зборуваме на таа тема. Дефинитивно е нешто на кое општеството треба да работи во иднина. И сега сакам да преминам на вториот дел, каде што ќе ни се обратат представници од граѓанските организации. Ќе почнеме со Наташа Бошкова, наша долгогодишна соработка, активистка и адвокат по професија, позната по нели тоа што доби пресудата на лицето X против Македонија во Европскиот суд за човекови права за трансродовото лице X. И мислам дека и во тој контекст ќе биде дискусијата за правно признавање на родот за трансродовите луѓе. Наташа, повели. Благодарам, Маја. Добар ден на сите. Наташа Бошкова, адвокатка, правна советничка во коалиција Маргини. Денес во името на Лила Милич и Трансформа ќе се обидам да ги сумирам клучните барања на транс луѓето во државата и заложбите кои што
напорите и заложбите на нивните кои што траат повеќе од 2 децении. Беа спомнати унапредување на законската рамка во повеќе области. Тоа е нешто што трансзаедницата заедно со активистите и организациите кои работат на ЛГБТ права со години наназад активно работеа. Промена на институциите, не само сензитивизација, туку трансформација на институциите да работат поинаку, да работат инклузивно, да работат на начин на кој што ќе постапуваат со сите граѓани без разлика нивна сексуална ориентација и родов идентитет. Кампањи, зголемување на видливост на прашањето на трансродовите луѓе, стратешко застапување на случај, Маја го спомна случајот X против Македонија, тоа се активности преку кои што сите заедно работиме на подобрување на состојбата на ЛГБТ правата и особено на трансзаедницата како една од најранливите, најмаргинализираните во рамки на ЛГБТ заедницата. И всушност на сите овие заложби се формираше и неформалната група на луѓе, на трансродови луѓе Трансформа, кои во изминатите години динамично и со зголемена видливост во јавноста се обидуваат да им ги доближат прашањата, проблемите со кои тие се соочуваат на јавноста и на институциите и на тој начин да го забрзаат процесот на застапување за клучните прашања кои тие ги извојуваат како важни. Според истражувањата направени помеѓу трансзаедницата и работата на Трансформа, еден од клучните проблеми со кои се соочуваат е неможноста за правно признавање на родот, односно согласување на документите со нивниот родов идентитет, кој што е предуслов за понатаму да влезат на пазар на трудот, да влезат во образование, да може да целосно својот капацитет го остварат во ова општество. Друго прашање кое што е во фокус на Трансформа е медицинското признавање на родот, односно медицинската потврда на родот и достапноста на здравствени услуги за медицинска потврда на родот, но и подобрување на генералниот пристап до здравствени услуги на трансродовите луѓе. И третата цел кон која што се стреми Трансформа е и сите ние како нивни поддржувачи е овозможување на поддржувачка околина на општеството, подигање на свеста на јавноста, доближување на прашањата, проблемите со кои што секојдневно се соочуваат на трансродовите луѓе на јавноста и на институциите. Во однос на правното признавање на родот, нашата држава се уште е една од малкуте земји во Советна Европа кои немаат јасна законска рамка. И токму заради тоа беа повеќе децениските напори за подобрување на рамката преку поднесување на индивидуални барања, постапки пред институциите, кои резултираа и со случај пред Европскиот суд за човекови права, каде добивме јасни насоки од судот што треба државата да направи за да го спречи понатамошното кршење на правата на трансродовите луѓе. Оваа пресуда дојде во време кога Министерството за правда веќе започна со процес на измена на Законот за матична евиденција, но оваа пресуда на некој начин на сите ни даде насока во кој правец тие измени треба да течат. Судот е многу јасен во наметнувањето на обврските на државата, вели донесување на законска рамка која што ќе обезбеди јасен, транспарентен и пристапна процедура за правно признавање на родот. Тоа значи дека трансродовите луѓе веќе не треба да се соочуваат со ситуации каде што службеникот негова или нејзина личен став ќе ги носи одлуките, туку тоа ќе биде еден закон кој јасно ќе ги предвидува критериумите. Таа постапка ќе биде транспарентна и ќе биде иста во Делчево, во Скопје, во Битола и во Гостивар. Нема да се соочуваме со различни одлуки на различни канцеларии на управата за водење на матични книги. И пристапна значи дека нема да се воведува нити еден критериум кој што ќе значи одложување или ограничување на некое транс лице да може да си го оствари правото на промена на ознаката за пол во матична евиденција. По донесувањето на пресудата можам да кажам дека добро тргна работите. Министерството за правда организираше еден, иако долг, но инклузивен процес, сеопфатен процес на дискусија. Сите овие прашања кои што во последниот период се појавила како проблематични прашања во предлог законот беа прашања кои беа дискутирани 2 години во рамки на работната група. Работната група беше на студиска посета во Малта, каде што од прва рака видува како најдобриот пример во светот функционира. Од прва рака добија одговори на прашањата кои подоцна излегува како дилеми зошто треба или не треба да се усвои овој закон. И затоа ми е жал што денес повторно нотираме дека и покрај сите овие децениски заложби
активности кои што подразбираат подготовка и на општеството и на институциите, ние сепак зборуваме во контекст кога немаме јасна, транспарентна и пристапна законска рамка за трансродовите луѓе, но она што можам да нотирам е дека во меѓувреме сме успеале да ја промениме барем праксата на институциите. Додека ние тука зборуваме треба или не треба, или што треба да содржи тој закон, веќе 10 луѓе успеа во мачен, долгогодишен процес да добијат правно признавање на родот. Но она што Европскиот суд го вели за државата е тоа треба да биде брза постапка. Развлекувањето на постапката ја зголемува ранливоста, ја зголемува несигурност и анксиозност и со тоа се поврзува, се продолжува и повредата врз трансродовите луѓе. Доколку наскоро заедницата не види некаков напредок во процесот на усвојување на законска рамка, веќе имаме спремни луѓе кои што би продолжиле со нови постапки пред Европскиот суд за човекови права, што би значило нови трошоци и надомесна штета од страна на државата. Затоа уште еднаш упатувам барање до сите релевантни институции, почнувајќи од Министерството за правда, владата и кога ќе дојде во собрание да во брза, транспарентна и инклузивна постапка да се овозможи простор каде што сите ќе можеме да седнеме на маса и да ги дискутираме спротивставените ставови околу одредени аспекти на предлог решението и на тој начин да дојдеме до средно решение со кое што ќе се овозможи еден минимум достоинствен живот за мала група на луѓе во држава. Тоа е во однос на правното признавање на родот. Сакам да потенцирам дека подеднакво е важно, иако во овој процес за застапување за правно признавање на родот понекогаш се вклучува и аргументот за потребата од медицинска документација или медицинска интервенција, трансродовата заедница во Македонија, во регионот и во светот јасно испраќа укажување дека иако е потребна медицинската потврда на родот, тоа е одвоен процес од она што се подразбира административна постапка за правно признавање на родот. Заедницата овде подеднакво и ревносно и посветено се бори и за обезбедување на медицински услуги за правно признавање на родот, но и било какви здравствени услуги кои што возможуваат унапредување на здравјето на луѓето. Истражувањата во Македонија и регионот покажуваат дека трансродовите луѓе имаат многу лошо здравје, затоа што заради недостаток на соодветна документација за што го одразува нивниот родов идентитет, тие не бараат навремено здравствена заштита. Тие бараат и примерот што го спомна Денис, во живото загрозувачки ситуации единствено се обраќаат во здравствените установи. Затоа е потребно паралелно со процесот на унапредување на законската рамка, овозможување на правно признавање на родот да работиме на обезбедување на здравствени услуги на трансродовите луѓе. Како услуги од општа здравствена заштита и услуги за медицинска потврда на родот. Министерството за здравство покажа во одреден период разбирање за оваа потреба на заедницата и формираше работна група која што требаше да донесе некаков протокол, упатство кое што ќе им помогне на здравствените работници во постоечките ресурси, постоечките капацитети на здравствените установи се обезбеди дел од услугите потребни за медицинска потврда на родот. За жал, пандемијата со ковид, економската криза, политичките прашања кои секогаш ги покриваат прашањата за човековите права и на маргинализираните заедници, го стопираше овој процес, но и тоа е нешто што во следниот период треба да продолжиме да работиме за обезбедување на минимум здравствени услуги кои што ќе овозможат заштита и унапредување на здравјето на трансродовите луѓе. И од тука она што е важно да покрај унапредувањето на законската рамка, покрај овозможувањето на медицинска потврда на родот, правно признавање на родот, усогласување на останатите закони и политики. Ние добивме кратка презентација на стратегијата за еднаквост и недискриминација. Таа не ја одразува реално состојбата со ЛГБТ луѓето. Потребно е сите документи кои се носат, не само закони, да бидат комплементарни и јасно да укажуваат на тоа каква е состојбата со одделни маргинализирани заедници. Денес сме тука да зборуваме за ЛГБТ луѓето. Стратегијата за еднаквост и недискриминација нужно мора да ги одразува реалните состојби и да предвидува активности кои што ќе ги надминат реалните проблеми на ЛГБТ заедницата. Тоа моментално не го гледаме во овој документ, но и на многу други документи чија цел е да преку конкретни активности да ги унапредат правата на граѓаните. И последно, но не најмалку важно, како една долгорочна цел, потребна е, и тоа на почетокот да кажав,
не само градење на капацитети и подигање на свест во институциите, целосна трансформација. Тоа ќе го постигнеме, Ирена го спомна, преку образовниот процес, едукација на оние кои што денес се професионалци обезбедуваат услуги, нивна подготовка за даватели на услуги кои што ќе ги почитуваат правата на другите, да уште од образовниот процес сватат дека сите луѓе имаат подеднакво права независно на сексуалната ориентација и родов идентитет. Ви благодарам. Ви благодарам, Наташа, ова беше многу концизно и детално обраќање и застапување околу главно за трансродовите луѓе, дефинитивно за правно признавање на родот. И мислам дека за тоа не мислам, туку многу често разговаравме и овде во собранието и надвор од собранието организиравме различни дебати и дискусии и мислам навистина е жално што тој закон не се усвои, но јас се надевам дека и оваа средба ќе оди во прилог на тоа законското решение да се најде што побрзо во собрание и да биде усвоено од страна на пратениците, бидејќи мислам дека сите овие искуства што ги споделувате денес со нас, што доаѓаат директно од трансродовите луѓе, треба сите да не загрижат и да не мотивираат како пратеници да се застапиме и да направиме она што е во нивен интерес, за да можат едноставно да имаат подостоинствен, попристоен живот. Мислам дека до сите нас допира оваа трагична приказна дека некои луѓе во државата заради тоа што не им одговараат родовиот број во личната карта, не можат да имаат пристап до здравствена заштита. Мислам, тоа е навистина трагично да се случува, а можеме да, сигурно не да биде идеално, но да го подобриме со едноставно усвојување на едно вакво законско решение со кое луѓето ќе можат брзо, ефикасно, без да бидат дискриминирани, без да бидат стигматизирани, да си дојдат до своите лични документи соодветни на нивниот родов идентитет.